Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Се очекува палестинскиот претседател Махмуд Абас денеска да поднесе барање за полноправно членство во Обединетите нации. Избегната можноста за затварање на работата на американската влада. Сателитот на НАСА денес ќе падне на земјата. Ова се дел од насловите од вестите на денот. Во Обединетите нации е во тек третиот ден од Генералното собрание, кој ќе продолжи следната недела. Меѓу денешните говорници се лидерите од Ирак, најновата држава Јужен Судан, како Израел. Но денеска се очекува и палестинскиот претседател Махмуд Абас да поднесе барање за полноправно членство до Обединетите нации. САД прават дипломатски напори во насока на одлагање на гласањето во Светската организација и ветија вето по прашањето во Советот за безбедност. Представничкиот дом под контрола на републиканците го усвои актот што барем привремено ќе овозможи функционирање на владата по 30 септември. Мерката беше усвоена утрово со 219 за и 203 гласови против. Владата има пари за работа до 18 ноември. Сите очи денес се свртени нагоре. НАСА јави дека делови на сателит со големина на автобус се очекува да паднат на земјата, но не се знае со сигурност каде ќе паднат. Надежта е дека тоа ќе се случи во ненаселени области. НАСА го следи движењето на сателитот, но повлегувањето во атмосферата може да го изгуби од вид. Виш американски офицер го обвини Пакистан за подршка на нападите врзани со мрежата Ал-Каида врз сили во Афганистан, вклучувајќи го и минато неделниот напад врз американската амбасада во Кабул. Затегнатите односи на САД со Пакистан, особено по убиството на терористичкиот лидер Осама бин Ладен порано годинава, добија уште еден удар. Сега, високи американски представници ги поврзуваат нападите од порано месецов на американската амбасада во Кабул и НАТО базата во Афганистан за пакистанската разузнавачка служба. Командантот на Сдружениот генерал штаб Майк Мулен на распит во американскиот сенат кажа дека таа служба им помогнала на оперативците на мрежата Хакани да ги изведат нападите. Мрежата разузнавачка агенција. Адмиралот Мулен исто така кажа дека вет ангажирани со Пакистан, но тој предупреди дека односот и иднината на Пакистан може да бидат во опасност доколку државата продолжи да поддржува екстремисти. Со извезување на насилство, тие ја еродираа нивната внатрешна безбедност и нивната позиција во регионот. Тие нанесоа штета на нивната регионална кредибилност и ја ставија под прашање нивната економска добросостојба. Само одлука да се престане со оваа политика може да отвори пат за позитивна иднина на Пакистан. Мулен зборуваше заедно со американскиот секретар за одбрана Леон Панета, кој на сенаторите им кажа дека заштитата што Пакистан ја дава на бунтовниците им овозможува предност на овие што инаку ја изгубила. Не можеме да дозволиме терористи да имаат заштита и место од каде ќе лансираат напади. Мораме да го зголемиме притисокот на Пакистан да стора што треба за да се реши тој проблем. Пакистанската влада ги отфрла обвиненијата. Пакистанскиот министер за информирање рече дека тоа е пропаганда за саботирање на пакистанските напори во војната против теророт. Научниците од Универзитетот Нордвестерн во Чикаго веруваат дека пронашле заеднички генетски фактор за сите форми на неизлечливата болест позната под кратенката АЛС, од амитрофична латерална склероза. Ова се смета за големо откритие, зашто може да е почеток на лекувањето на оваа дегенеративна болест, што погодува 350.000 луѓе во светот. Американците дознаа за амитрофична латерална склероза од познатиот спортист Лу Герик, голем херој на бейсболот од тимот на њујоршките Јенки. Денес се сметам за најсреќен човек на планетата. Герик ова го кажа кога се прости од активното играње во 1939, откако беше диагностициран од АЛС. Од тогаш болеста е позната како болеста Лу Герик. Ова нервно дегенеративно пореметување се манифестира со оштетување на нервните клетки, кои ги контролираат движењето на телото и ја губат комуникацијата со мускулите.
Почетните симптоми се вкочањатост на мускулите, што со време предизвикува слабост во нозете и рацете и забавеност во говорот. Пациентите со ваквото заболување ја губат способноста да ги движат рацете, нозете, целото тело. Лек нема. Но тим истражувачи од САД и Канада на Универзитетот Нортвестерн неодамна открија заеднички генетски карактеристики меѓу група на семејства со АЛС. Клучот можеби лежи во генот наречен убикилин 2. Вообичаено гените ги рециклираат и ги поправаат протеините кои се критични за функционирање на нервните клетки во орбитниот мозок. Но кај пациенти со АЛС убикилин 2 се распаѓа и протеините не се поправаат, со што предизвикуваат прогресивно оштетување на невроните. Доктор Тепу Сидики од Универзитетот Нортвестерн во Чикаго вели дека ваквото откритие може да помогне во следната насока. Ова може да ни даде одговор како се случува болеста или механизмот на заболување. Механизмот на заболувањето е најтешко прашање за невродегенеративните болести. Зошто како и кај клетките заболуваат и дегенерираат, ја губат поврзаноста со периферијата. Тоа се главни прашања на болест. Семејството Салцман учествувало во истражувањето и добро ги знае последиците од болеста. Джоан ја загубила мајка ѝ, 2 тетки и незиниот син. Таа страува за иднината на незините внуци. Се надева дека истражувачите ќе најдат лек кој барем ќе обезбеди дополнително време за веќе заболените пациенти и евентуално ќе води до лек за оние во иднина. Пациентите обично умираат за 2 до 5 години. Во понеделник во News Flash, нов извештај на Светската здравствена организација подвлече дека има ниско буџетски стратегии во борбата за искоренување на хроничните болести кои се скапи за лекување и носат големи економски последици. Гледате во понеделник во News Flash. Во понеделник во News Flash, здравје, не се потребни многу пари да се спасат милиони животи од разни видови на непреносливи болести, рак, диабетес, срцеви проблеми. Го гледавте News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме в понеделник.